Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски денеска направи увид во градежните работи на новиот спортски терен што се гради во Ченто, кај старата полициска станица. Овој терен е првиот од вкупно 8 нови спортски игралишта што ги градиме. Сите се со најсовремена тартан подлога, која гарантира квалитетно спортување, истакна Стевковски. Во мојата изборна програма стоеш подобрување на спортската инфраструктура во населените места и подобрување на условите за спортување на младите. Денес со гордост можам да кажам ветувањето е исполнето во целост. Инвестираме во спортот како никогаш досега. Од почетокот на мандатот изградивме 27 нови спортски терени, а со новите 8 што се градат, бројката ќе достигне 33 терени, кои се вистински центри на активен живот, енергија и заедништво, порача првиот човек на Газибаба. Веруваме во младите, веруваме дека спортот не е само игра, туку и воспитување, здравје, мотивација и иднина. Затоа создадовме простор каде тие можат да тренираат, да се надпреваруваат, да сонуваат и да успеваат, дополни Стевковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски преку социјалните мрежи сподели дека на состанокот со младите практиканти почувствувал искрена љубопитност, амбиција и подготвеност за вклучување на овие млади во институционалните процеси. Посочи дека на 4 студенти кои веќе го започнаа своето професионално патување во администрацијата на општина Центар им посакал успешна пракса. Од 1 јули следува и нов повик за практиканти, нова шанса за сите оние кои сакаат да научат, да се докажат и да бидат дел од промените, додаде Герасимовски. Општина Ѓурче Петров продолжува со активности за подобрување на локалната инфраструктура. Утринава беше извршен теренски увид во Волково, каде што во наредниот период ќе се реализира реконструкција на патот на пруга, крак на улица 100, со продолжение на улицата што води кон железничката станица, сподели градоначалникот Александар Стојковски. Создаваме навремени услови за подостапен пристап до јавниот транспорт во овој дел од општината. Подобрата поврзаност е предуслов за развој за унапредување на секојдневието на жителите, истакна градоначалникот Александар Стојковски. Со овој зафат се унапредува и пристапот до железничкиот транспорт, а истовремено се подобрува и вкупната сообраќајна поврзаност во Волково, додаде првиот човек на Ѓурче Петров. Градоначалникот на општина Кисела Вода Урце Ѓоргиевски сподели дека местото Покрсти го добива својот лик, а дека Скопје добива уште едно рекреативно место. Сместено во чиста и зелена средина, со чист планински воздух и поглед на цело Драчево и околината. Ова ново место добија асфалтирана рекреативна патека. Во тек се активностите за изградба на плоштад, велопатеки, урбана опрема и така натаму. Се на се едно катче каде што посетителите ќе можат да одморат и да уживаат во природа. Големите дела не се остваруваат со сила, туку со упорност, посветеност и многу љубов, истакна Ѓоргиевски во својата објава на социјалните мрежи. И ова лето општина Илинден го организира традиционалниот училишен летен камп како награда за најуспешните ученици од општинските основни училишта. Избраната група на талентирани млади оваа година уживаат во престојот во еден од непознатите туристички центри во земјава, градот Охрид. Проектот е дел од програмата за работа на градоначалникот Александар Ѓоргиевски и стратешкиот план за развој на општина Илинден 2022-2026 година, со фокус на поддршка, мотивација и развој на младите генерации. Учениците ги посети лично градоначалникот Ѓоргиевски, кој во пријатна и мотивирачка атмосфера им порача дека вложениот труд и стекнатото знаење се најголемото богатство, кое секогаш ќе биде препознаено и наградено. Општина Илинден останува доследна во својата заложба да креира позитивна средина за раст и развој на младите, со јасна визија, ваквите проекти да продолжат и во иднина, велат од општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја